Македонија денеска очекувано ја доби седмата препорака од Европската комисија за отворање на преговорите за членство во Европската унија. Препораката е условена со имплементација на договорот од Пржино. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан при презентирањето на извештаите за напредокот на земјите аспиранти појасни што значи условената препорака за Македонија. За препораката ситуацијата е прилично чиста, имаме многу тешка и многу сериозна криза. Не ја поминавме, но имаме патоказ. Во договорот од јуни и јули многу работи и елементи беа договорени кои треба да се исполнат. Крајниот рок се изборите во април до година, кои треба да се одржат на фер и транспарентен, како да кажам во согласно со европските стандарди начин. Не може се да биде исполнето до крајот на април, но многу може да биде направено. Ако се оди добро, а ова е ако сакате стап или морков воедно, ние сме подготвени да ја преразгледаме препораката и да возможиме работите што биле направени да влезат во целосен извештај за започнување на преговорите. Но ако ова е случај, ние како европејци треба да испорачаме, изјави Хан. Министерот за надворешни работи Никола Поповски во Европскиот парламент по излагањето на еврокомесарот Хан истакна зошто оваа препорака е значајна за Македонија. Најзначаен момент во денешното презентирање на извештаите за напредок за Западен Балкан во однос на Република Македонија е тоа што комисијата ја задржува својата препорака дека е неопходно да отпочнат преговори за членство со Република Македонија. Тоа е за нас и силен мотив да продолжиме со сите оние ангажмани и во делот на политичкиот диалог и во делот на реформите. Се разбира дека целосната примена на политичкиот диалог ќе биде еден од условите кои комисијата блиску ќе ги следи и од кои ќе зависат и следните оценки. Мислам дека за нас значајно ќе биде во овој период до април, до изборите, да покажеме дека има целосна посветеност во државата и целосна мобилизација на институциите за задржување на ваква препорака. Исто така во извештајот стои дека се бара расчистување на инцидентот во Куманово и подобрување на етничките односи во државата, како и целосна имплементација на Охридскиот договор. Се бара политичка волја за расчистување на случаите со прислушкуваните разговори, како и овозможување на специјалниот јавен обвинител да работи без обструкции.